Најобични навики како пиење лек со топол пијалок, јадење сирење или пиење сок од грейпфрут можат сериозно да влијаат на тоа како делува лекот што го земате. Храната може да ја зголеми или намали апсорбцијата на лековите, па дури и да предизвика опасни несакани ефекти. Одредени видови антибиотици, антидепресиви, антикоагуланси и лекови за холестерол и крвен притисок можат да имаат силни реакции со храна или пијалоци што секојдневно ги консумираме. Например, млечните производи го намалуваат дејството на ципрофлоксацин, зрелото сирење може да го покачи крвниот притисок кај пациенти на одредени антидепресиви, а грейпфрут може да предизвика опасно ниво на статини во крвта. Исто така, спанаќот и рибиното масло влијаат на лековите за разредување на крвта, а алкохолот е опасна комбинација со речиси сите типови лекови. Советувајте се со фармацевт за секој нов лек. Никогаш не мешајте лекови со топли пијалаци или алкохол, не отворајте капсули и читајте ги упатствата внимателно. Понекогаш, токму наједноставната промена во навиките може да направи голема разлика во вашето здравје. Светот на работата се трансформира со невидена брзина. Вештачката интелигенција, автоматизацијата и зелената транзиција веќе го редефинираат секојдневието. Професии исчезнуваат, а нови се појавуваат, барајки нови вештини и прилагодливост. Светскиот економски форум предвидува дека до 2030 година 40% од сите работни места ќе се променат. Клучот за успех ќе биде во континуираното учење. Луѓето што најдобро ќе се снајдат се оние што ќе умеат брзо да стекнуваат нови знаења. Не е важно што знаете денес, туку колку брзо можете да учите утре. За да се подготвите, не ви треба магистратура, доволни се љубопитност и дисциплина. Изберете две области што ве интересираат, учете 30 минути дневно преку онлайн ресурси и почнете со мал проект или блог. Иднината ќе им припаѓа на оние што се подготвени. Компанијата X планира да отвори пазар за продажба на неактивни кориснички имиња, со што ќе им овозможи на премиум и премиум бешнес корисниците да поднесат бесплатни барања за добивање на посакувани сметки. Барањата ќе се обработуваат во рок од 3 работни дена, а имињата ќе се доделуваат без дополнителен трошок, освен ако не станува збор за ретки имиња како пица или том. Овие кратки и атрактивни имиња ќе се нудат преку специјални аукции или директна продажба, со цени што може да достигнат неколку илјади долари. Доколку корисникот ја откаже својата претплата, добиеното корисничко име ќе се врати по 30 дена. Иницијативата е дел од стратегијата на Елон Маск за зголемување на приходите на X, кој се соочува со пат на заработката од реклами. Освен пазарот за имиња, компанијата воведе и листа за следење, преку која корисниците можат да добиваат известувања кога некое сакано име станува достапно.